Добар ден, почитувани гледачи. Секое нешто има лице и опачина. Денес ќе зборуваме со лицето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Мој гостин, моје задоволство, господинот Перчо Божиновски, потпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во Лупа. Добре мене. Господине Божиновски, вие веќе 2 години сте лицето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, гласноговорник, потпарол. Значи, вие ги пренесувате сите оние информации кои што се поврзани со Општинскиот комитет, воопшто со работата на ВМРО ДПМН во општина Охрид, но и сите оние пресконференции кои што често ги одржувате се организирани од вас или се водени од вас и уште од неколку луѓе во вашиот тим. Така да навистина вие сте лицето на партијата овде. Значи човекот кој што го гледаме, ајде ако не секој ден, секој втор, трет ден, на медиумите, кој што изнесува некои проблеми, некои прашања, некои дилеми на граѓаните. Колку е лесно или тешко да се има ова улога и колку таа бара време, енергија, но и информирано, затоа што се она што ќе го пласирате во јавност може да се врати како бумеранг. Значи, може да има позитивен ефект, но може да има и негативен доколку информациите не се точни и проверени. Чести задоволство ми е што сум гостин во вашата емисија, да ги поздравам гледачите на емисијата Под лупа. И често сум, како што рековте, и на вашиот медиум, меѓутоа и по станатите медиуми и портали, како низ градот, така и низ државата. Активен портпарол е практика на сите успешни европски примери и токму Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН тргнува од таа практика да бидеме во јавноста, не по секоја цена. Значи, како што рековте, со сите информации најпрво да бидат проверени, сите факти и аргументи да бидат издржани, а не само да се добие на чист популизам или искажани флоскули кои што нема да држат и би се вратиле како бумеранг. Самото функционирање, значи, на прес-центарот или на Центарот за комуникации, голема и честа и одговорноста да се води тој Центар за комуникации. И да, не е лесно да се излезе и да се пренесе информацијата. Меѓутоа, кога се во прашање граѓаните, кога е во прашање интересот, решавање на проблемите, изнесување на проектите, на се она што ние мислиме како Општински комитет да го изнесеме, тогаш се собира храброст и се излегува се со цел само за да се реши или да поттикнеме да се реши или што побрзо локалната самоуправа или централната власт да излезе со свој став и да го или да не демантира, или да ја потврди таа веста, па за да може да бидеме и сите задоволни. Ако се работи проблем, дали да биде решен тој проблем. Така. Имате тим позади вас, ништо не може да се прави сами, ако реко вие сте лицето на Општинскиот комитет, но сепак заеднички работите. През центарот секојдневно е ангажиран и добивате информации од повеќе извори, добивате информации од граѓаните, добивате информации, имате советници во советот, имате ваши луѓе во институциите, па на крајот на краиштата вие сте граѓани на овој град, па ги забележувате сите оние негативности или позитивности кои што се случуваат во градот и ме интересира, позицијата е секогаш она која што се брани, а опозицијата е секогаш она која што напаѓа. Некогаш е полесно да се биде опозиција, затоа што велат полесно е да се напаѓа, отколку да се браниш.
затоа што има многу што да се зборува во нашиот град, нешто ветено, ненаправено, започнато, недовршено и така натаму. Значи, без разлика која постава на локална власт била, значи ситуацијата била слична. Сега, вие од страната на опозицијата, како еден коректор на локалната власт, колку сте успешни во сето тоа? Еве го применувате принципот на чести пресконференции, тоа ги правите на терен, најчесто пред објектот, местото или не знам што и да е, на што се однесува пресконференцијата. Од неодамна го започнавте овој принцип на работа. Што ве наведе на тоа? Дали од некого го презедовте, вие добивте таква идеја, се јави таква потреба? Од каде е тоа? Портпаролот или она како што рековте вие, пиар, многу во јавноста значи ги исповетуваат тие активности, значи пиарот или односите со јавноста е една цела наука која што треба да се проучува, а портпаролот е само еден дел од тој пиар или односи со јавност. Да, постои тим кој што соработува во прес-центарот, неколку луѓе кои што ние во однос на функционирањето на прес-центарот ги имаме поделено задачите кои што се движат на дневна основа, тоа дали ќе бидат пресконференции на локалната власт, вести во медиумите, по порталите, дневниците, се она што се случува на локално и на централно ниво и имаме проток на информации, како што рековте, од советниците. Граѓаните на почетокот не беа толку сигурни и охрабрени во давањето на информации, меѓутоа во последно време, и тоа е за поздрав, што се, да речеме, соколени сега, охрабрени и ги пренесуваат сите информации кои што им се случуваат или им се проблем во локалната власт и во градот. Ние секогаш стоиме позади граѓаните, значи секогаш ќе бидат заштитени во однос на информацијата и ги охрабрувам сега охриѓани, значи која и да имат информација во однос на локалната самоуправа, дали ќе биде позитивна, дали ќе биде негативна, ние им стоиме на располагање и не за да ја критикуваме локалната власт, не за да добиеме поени, туку едноставно да помогнеме во решавање на проблемот. Рековме дека активностите или активен портпарол е политика е позната практика на европските политики и тргнавме од тој принцип, значи да бидеме пред граѓаните, точно пред институцијата каде што се случува. Зошто? Затоа што се добива пореална слика, поголема слика, да излеземе од просториите на општинскиот комитет, се разбира доколку временските услови ни овозможуваат, и така да издействуваме побрз одговор и побрзо решавање на проблемот. Колку сите информации кои што се слеваат кај вас се точни и проверени, затоа што реков доаѓаат од различни извори, оние кои што се релевантни сигурно се и точни, но имаме и непроверени извори, граѓани со нивни лични проблеми, па секој различно си го толкува проблемот и нештото кое што го тангира. Дали пред да организирате една пресконференција, колкава е одговорноста тука, значи дали ги проверувате информациите, дали сето она што ќе го кажете е издржано и подкрепено со факти, затоа што реков може да има и контраефект. Значи не е само да се излезе и да се каже, ако не е некоја информација точна и проверена, подобро да не се кажува, да се испита сето тоа, па потоа кога ќе се добиват точни информации, тоаш да се настапи. Затоа што може да бидете пак вие критикувани, а целта ви била да критикувате некој друг. Така. Портпаролот, според функцијата, треба да ги има сите информации во да речам сега ние во опозицијата, меѓутоа и сите информации да му бидат достапни во рака се она што се случува во локалната самоуправа. Тоа е неговата задача и треба да ги следи сите информации. Точно е, информацијата треба да биде проверена, се водиме од
тие принципи, значи да биде точна, аргументирана, со факти, проверена по законите, проверена по изјавите кои што биле претходно дадени и не по секоја цена. Затоа можеби и се должи на, да речам, игноранскиот однос на локалната власт или поточно ароганцијата која што ја имаат и со тие неколку реакции или пресконференции, оние кои што се јазичари доволно може да забележат во која насока се враќа реакцијата. Значи, локалната власт е поставена да ги решава проблемите, а не да ја тера опозицијата и граѓаните тие да ги спроведуваат работите. Ние сме секогаш тука, како Совет и како партија, секогаш сме соработувале со локалната власт, затоа што тоа е во интерес и понатаму ќе продолжиме. Никогаш нема да одиме против одлуките кои што се во интерес на граѓаните, значи секогаш ќе бидеме на страната на самите охриѓани. Повторно ќе потенцирам, само за да се реши проблемот. Мора да бидеме отчетни, мора да бидеме транспарентни и информациите да ни бидат точни проверени. Затоа што ние стоиме за таа информација и доколку таа информација не е точна, вината ќе си ја преземе портпаролот и знаете по законите може да се доби и кривични пријави и клевети и сето тоа. Меѓутоа секогаш сме внимавали да имаме позитивен пример на политичка комуникација меѓу опозицијата и позицијата, така што не сме се довели до ситуација да бидеме критикувани дека сме изнесли лажна вест или дека изнесуваме лажни информации. На почетокот, кога почнавте со овој принцип на работа, со почести пресконференции, имавме реакција од страна на локалната или од страна на јавно предпријатие или некаква институција на која што се однесуваше самата пресконференција. Но тоа беше некој краток период. Сега не забележувам такво нешто. Вие ја одржувате пресконференцијата, но нема никаков, значи, не одекнува некако кај институциите или кај локалната. Сега ме интересира, размислувам, на што се должи тоа? Дали се должи на нивната незаинтересираност и не ве сваќаат сериозно со вашите пресконференции, па си велат добро, тоа им е работа, тие си прават пресконференции, работа им е да критикуваат, нема што ние секој ден да се занимаваме со нив и да им одговараме или да реагираме. Или пак се должи на тоа што вашите пресконференции се издржани, податоците кои што стојат во нив или критиките кои што се упатени преку нив се точни, па нема на што да се реагира. Точно така. Да, забележено е дека локалната самоуправа, која што на почетокот ветуваше отчетност и транспарентност, тоа не го практикува. Велеше нели зборот е збор, меѓутоа ние велиме нека биде зборот збор, ама доста е зборување, нека почнат да делуваат. Не мора некогаш и да вратат, не ни е целта, значи да ја добијаме реакцијата. Едноставно некогаш и кога ќе видиме дека имало влијание таа пресконференција, доволно е јасно. Од последните да речам неколку изнесени пресконференции се гледа дека не може локалната самоуправа да врати, не знам зошто, дали пиарот на локалната власт или на градоначалникот не е толку моќен и нема и аргументирани факти и податоци за да каже контрастав на тоа или да го потврди, или, како што рековте, незаинтересираноста, тоа нека биде работа на опозицијата, тие нека се изборуваат. Меѓутоа, тие работи не се наши затоа што му текнале на Општинскиот комитет да се изнесат, тоа се работи кои што секојдневно пристигнуваат до нас и се проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. И на крајот на краиштата се ветуваа многу работи. Тие работи се лично кажани од локалната самоуправа
и мислам дека по 2 години локална власт редно време е да почнат да работат. Не мора да враќаат на пресконференции, меѓутоа она што ќе бидат критикувани, нека започнат да го спроведуваат. Сте почувствувале дека имало некаков ефект од пресконференциите конкретно? Се започнало ли нешто да се дејства после некоја пресконференција? Неколку пати ние сме закажали вонредни пресконференции кои што биле поврзани дали со седниците на Совет. Има значи позитивен ефект од тоа, неколку точки кои што се однесувале на урбанистичките планови уште минатата година, дали биле тие за Светинаум, дали биле за Трпејца, па се случувало за градиште како што беше, па проблемите со трската, со рибниот фонд, има ефект, значи локалната самоуправа има слух за тие работи. Затоа ќе речам некогаш можеби и нека не врати, меѓутоа реакцијата која што ќе од нив да видиме дека преземаат некаква активност и тоа е некаков одговор за граѓаните. Ние не собираме колку реакции ни вратиле или ние сме одржале, меѓутоа граѓаните мерат она што е ветено, колку е направено и дали е спроведено. Ние само ги подсетуваме што ветиле и што треба да направат. Од она што може да видиме дека 2 години локална власт може да се спореди со неработа, измами, лаги, непотизам и се она што е спротивно на она што го кажува пред изборите. 2 години сте потпарол на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Зад вас стојат поминати локални избори во 2017-та, кои што ги изгуби ВМРО-ДПМН, предвремени локални избори во 2019-та, кои што исто така ги изгуби ВМРО-ДПМН и едни председателски избори, кои што исто така ги изгуби ВМРО-ДПМН. Дали тоа го сметате на некој начин и како ваш личен пропуст, лична загуба, затоа што пресцентарот е лицето, рековме, конкретно се зборуваме за Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и многу е важно како тоа предизборно ќе се одработи за да имаме некаков резултат позитивен за време на изборите. Морам да подсетам на едни златни времиња на пресцентарот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, кога навистина се работеше со полна пареа. Сега можеби тогаш звездите ви беа наклонети, па имавте неколку победи со ред, но навистина се работеше по сите стандарди, тој през центар со полн капацитет се даваше максимално себе си и после тоа следува победи. Можеби не може да се препише и сигурно не може да се препише само на нивната работа, но сепак имаше улога и тоа. Како вие тоа го гледате од ваш аспект, ваша гледна точка, затоа што после локалните избори, овие последните, имаше некои написи дека пресцентарот не си одработил како што треба, дека се некои млади неискусни деца вклучени во тој пресцентар кои што не си ја знаат добро работата и така натаму. Ме интересира вашето мислење и коментар околу сето тоа. Точно. Така беа изнесени тие работи, меѓутоа реалноста и ситуацијата не е таква како што беше пренесена. Пресцентарот на партијата од секогаш работел со полна парија, пресцентарот од секогаш бил гласот на партијата и функционирал најдобро онака како што може. Многу е лесно пресцентарот да функционира за време на власт, многу е потешко да функционира за време на опозиција. Тогаш информациите многу брзо стигнуваат, луѓето се охрабрени, меѓутоа многу е тешко кога си во опозиција. Тешко е да застанеш против локалната власт и тешко е да ги изнесиш фактите кои што треба да се изнесат. Пресцентарот можам да кажам дека функционирал секогаш по стандардите како што треба. Ние сме ги презеле тие стандарди
и сега само ги надоградуваме со оние успешни примери кои што ги црпиме од самите обуки по кои што одиме, дали тоа ќе бидат во партијата, дали ќе бидат надвор, дали ќе бидат од формално образование или неформални организации. Така што секако дека се чувствува вина за поразот кој што е добиен, меѓутоа во целата таа работа можеме да се пофалиме дека Охрид и на председателските избори победи кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ професор доктор Гордана Силјановска. Така што малку и нели симптоматични беа тие резултати, победа на председателските избори, порас на локалните избори. Ние тоа не го гледаме како проблем. Факт е дека треба да се преиспитаме какви грешки сме направиле во однос на текстовите, во однос на пресконференциите, во однос на искуството, во однос на комуникацијата со новинарите, со граѓаните, така што секојдневно ги слушаме, ги прифаќаме критиките и мислам дека сме на добар пат кој што треба да го има еден правилен прес-центар. Ке се наврата малку на овие последните предвремените локални избори, затоа што постојано ги следевме и пресконференциите на кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ, но и вашите пресконференции. Тоа малку мене ми беше, искрено ви кажам, чудно и невообичаено. И еве сега ќе ми разјасните зошто по тој принцип работевте. Значи, имаше одделни пресконференции на Општинскиот комитет, кои што ги држевте вие со вашиот тим, и на кандидатот за градоначалник. Некако тука ние новинарите почувствувавме една некоординираност и недоволна информираност на кандидатот за градоначалник. Впрочем, на кандидатот за градоначалник од СДСМ му беше многу полесно, затоа што тој беше во редовите на Советот, беше во кабинетот на, за жал, прерано починатиот градоначалник Јован Стојановски. Ги имаш информациите, но вашиот кандидат доаѓаш од една сосема друга фела, каде што до тогаш сигурно и не се интересирал толку живо за се она што се случувало во градот и мораше да биде точно, прецизно информирана за се она што требаше да биде тема на една пресконференција. Затоа што пресконференциите не се само да еден напишан текст да го прочиташ и тука се завршува, туку ние новинарите знаеме многу често да поставиме и незгодни прашања, па ако не си доволно подготвен, тогаш на вистина ќе се доведе тој што ја води пресконференцијата во една непријатна ситуација. Зошто паралелни пресконференции правевте? Може би така изгледаше од другата страна. Меѓутоа, принципот на работа кој што го наметнавме беше еден брз принцип, темпо кое што не верувам дека може некој и друг да го постигне. Видовме дека локалната самоуправа тоа тогашна власт не може да го постигне тоа темпо. Зошто така? На кандидатот за градоначалник доктор Митре Милошевски отворивме граѓански штаб, односно канцеларија на граѓаните, нов принцип на работа каде што тој ќе може да се сретне со граѓаните и каде што ќе ги изнесува проблемите, каде што ќе ги изнесува проектите од неговата програма. Спроти тоа, Општинскиот комитет цело време беше во координација со кандидатот за градоначалник. Прес-центарот од Општинскиот комитет ги водеше сите тие работи и тоа беше двојна работа, да спроведува и пресконференции, и реакции, и да ги следи сите работи на против кандидатот, меѓутоа и да подготвува она што треба да го има кандидатот како проект, што нудиме ние како програма. Позитивните работи кои што требаше да бидат изнесени, односно програмата, ги оставивме на кандидатот, затоа што сепак тој е оној кој што требаше да понуди, а ние некако се поставивме како коректор, она вистина што треба да бидиме и ги изнесувавме проблемите и нереализираното она што претходно било ветено од таа власт.
Така што целта беше да постигнеме поголем ефект, од една страна да се представи позитивната страна, односно проектите, а од друга страна прес-центарот, односно од општинскиот комитет, директно да се каже што не сработила власта и зошто не треба граѓаните да го дадат гласот токму за против кандидатот. Но во неговата програма, значи програмата на вашиот кандидат, ние забележавме и некои нелогичности, ветувања кои што не беше возможно да се исполнат затоа што не зависе од локалната самоуправа. Ќе спомнам само примерот за ми се чини дека основно училиште во село Елшани ветуваше дека ќе се изгради така натаму, но тоа не беше можно затоа што мислам дека имотот каде што требаше да се гради или да се доградува уште беше во процес на експроприација и така натаму. Значи некои работи не доиспитани. Повторно се враќаме на она дали информациите се точни, испитани и до крај потврдени. Малку тука видовме, ви викам, некаков расчекор и можеби ќе беше подобро енергијата, целокупната енергија да биде насочена на едно место, значи да не сте така расцепкани. Тоа е едно општо видување, можеби не сме во право. Имавме тим, имавме желба, имавме искуство, имавме мотив, значи да се сработи и едното и другото и мислам дека успеавме во презентирањето на таа работа. Впрочем, нели победата на претседателските избори е доказ во Охрид дека сме одработиле работата, не значи дека ако сме ги изгубиле локалните избори, дека и се било загубено. Видете, работата мора, доколку сакаме да одиме напред, мора да има корелација меѓу локалната и централната власт. Ако добро се сеќаваме, идејата која што беше токму од ВМРО ДПМН, односно тогаш градоначалникот доктор Никола Бакрачевски, за преземање на колекторот, првите разговори со премиерот Зоран Заев беа токму водени од таа страна. Значи не треба ние да ставаме некаква барикада или некаква рампа помеѓу локалната и централната власт доколку тие се од различни политички партии. Значи тие треба да соработуваат затоа што и едните и другите се во интерес на граѓаните. Точно, можеби имало такви работи, меѓутоа не дека не биле проверени. Значи тие факти сме ги знаеле, меѓутоа знаеме дека општината е таа која што доставува барање до Министерството за образование и наука дали е реконструкција, дали е изградба, па да се дозволи да се префрлат тие средства, така што во целата таа работа, значи ние не сме мислеле дека ќе бидеме сами, едноставно дека ќе ја имаме подадената рака од централната власт. Знаеме дека за поголеми крупни проекти мора да ја имаме помошта од самата централна власт. Значи не биле факти кои што не биле проверени, туку целосната децентрализација која што не е спроведена не прави да бидеме зависни од централната власт. А токму примерот со училиштето, значи со Министерството образование е што дел ингеренциите ги има општината, дел се останати на Министерството за образование. Сосема сте во право кога велите дека во интерес на граѓаните, на државата, на градот, на општината треба да се соработува локалната со централната без оглед која на која партија припаѓа, но за жал не кај нас толку високо демократското ниво и сведоци сме дека тоа не функционира така. Ке потсетам на времето на градоначалничката функција на Александар Петрески, 2 мандати, 8 години. Имавме градоначалник од редовите на СДСМ, централната власт беше од ВМРО ДПМН, па никако не можеше, барем така кажуваше градоначалникот Петрески, дека никако не може да се воспостави таа конекција помеѓу локалната и централната власт и поради тоа трпеа многу проекти кои што беа за доброто на Охрид. Значи, имавме такви случаи и во времето на вашето владење, има сигурно добро сега сме
и централната и локалната се од иста политичка опција, но има и ќе има такви случаи. Дали сметате дека може демократски да пораснеме и да се надмине сето тоа, или тоа е така и секогаш ќе се провлекува? Јас мислам дека мора тоа да биде така, значи мора да го кренеме демократското ниво на комуникација, без разлика од која политичка партија е, и едната политичка партија, и другата, и сите останати политички партии нудат нешто на граѓаните, нудат проекти. И без разлика дали некоја и таа која што ќе победи и онаа која што ќе изгуби, ако види дека тој проект е добар, добро е да го прифати. Мислам дека ни една политичка партија оние проекти кои што ги нуди, не ги нуди за лошо на граѓаните. Така што е добро, без разлика она што го понудила политичката партија, да го сработи тоа што го ветила, меѓутоа не значи дека и од опозицијата не треба да се спроведат проекти. Факт е дека Охрид се соочувал со различни власти, централна, локална, меѓутоа ето сега, како што рековте, имаме иста власт и мислам дека тоа оправдување кое што би го дали или локалната или централната власт сега веќе не држи вода, така што едноставно е само оставено да се работи и да се работи. Минатата локална власт, значи предводена од ВМРО ДПМН, остави многу проекти на сегашната локална власт и доволно беше само да ги спроведи. Меѓутоа гледаме дека и по 2 години некако тешко одат тие проекти. Ето, и локалната и централната власт се од истите коалициони партнери. Ќе спомнам, ево конкретно сега во последните денови слушаме плоштадот Табана. Значи за уредување на плоштадот Табана, минатата локална самоуправа, значи изработи целосен комплетно оставен проект со ревизија, едноставно недостасуваше само одобрението за градба. Зошто се чекаше цели 2 години за да се започне тој проект? Или, например, проектот Пешачка Саат Кула, значи целосно комплетна документација со соодветно одобрение за градба, основен проект, зошто се уште се доведуваме и по 2 години таа да не е целосно изградена? Реконструкцијата на патот Косел-Вапила исто така, значи може да се проверат тие проекти. Ова е лесно проверливо, слободно во системот за јавни набавки може да се види кои документи биле комплетни и што оставила минатата локална самоуправа. Проектот за биогориво. Минатата локална самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН, значи добиен од раководството на ЈП Охридски комуналец, одобрен кредит, само требаше да се спроведи. Ево, да видиме, оставаме на оваа локална самоуправа тоа да се спроведи. И сега ќе прашате зошто. Па мислам дека цело време овие информации ни поминуваат дека нешто локалната самоуправа спроведила. Значи, за овие проекти власта на ВМРО ДПМН додека била во тие 4 години има комплетна документација, се она што било, значи готови проекти, само требало да се спроведи. Сега прашањето е зошто тоа не се спровело. Ке ви верувам на збор, бидејќи рековме дека пласирате само проверени информации, дека овие проекти кои што ги набројавте навистина се комплетирани и требало само да се реализираат, затоа што од разговори со представници од локалната самоуправа пак сум добила други информации, дека проекти кои што биле најавувани од претходниот градоначалник кој што беше од редовите на ВМРО ДПМН воопшто не ни биле изработени, значи не биле ниту започнати да се изработуваат, а биле само споменувани популистички дека ќе се направи ова, ќе се направи она и граѓаните добиле еден погрешен впечаток дека навистина нешто се прави. Значи секогаш вистината има лице и опачина. Ова е вашата вистина, вашиот став. Кога ќе ја слушаш другата страна, ќе добиеш други информации. Затоа уште еднаш ќе го потенцирам тоа правило, основно правило за вас како потпарол, а и за нас како новинари, мора информацијата да биде проверена, барем од 2 до 3 извори, за да биде точна и релевантна.
Значи, ние сме лицето на народот на некој начин и она што ние го пласираме, тие треба да веруваат и навистина треба да биде точно. Точно, затоа реков, слободно нека се провери, може да се види електронскиот систем на јавни набавки, може да се види што претходно локалната самоуправа доставила во тие проекти, а што требало ако некои документи недостасувале, да докомплетира и тоа да се спроведе. Може да кажеме и примерот и со градскиот пазар. Значи, зошто градскиот пазар не е дозавршен? Зошто работата е застаната? Зошто не се активира онаа гаранција која што е претходно? Дали знаат локалната самоуправа дека тоа е противзаконски и дека прават кривично дело? Се ветуваше март, дека ќе биде отворањето со свечени ленти, меѓутоа помина цело лето, ќе дојде и зимата, а луѓето, пазарџиите ќе останат повторно во несоодветни услови кои што треба да работат. Пак ќе повторам, тоа е за доброто на граѓаните. Време е локалната самоуправа да се фати за работа, затоа што пазарот, затворениот пазар, ќе им биде корисен на граѓаните. Зошто е стопиран базенот, затворениот базен? Има цела приказна и за градскиот пазар и за затворениот базен, но веќе е време за реклами. Инаку таква банкарска гаранција од последниот прилог што го правев за информативната редакција, од контактите со кабинетот на градоначалникот и од неговата изјава, кога дошол тој за градоначалник, значи кога започна неговиот мандат, воопшто не ни постоела за да може да ја активира. Но затоа можеме во вториот дел на емисијата, еве, малку да ги заинтригираме гледачите да останат со нас. Малку ќе ве одморам со реклами. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од Inox. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Примариус доктор Флора Доколумани, гинеколог со долгогодишно искуство во гинеколошката пракса, нуди здравствена заштита на женска популација над 12 годишна возраст. Наш фокус е репродуктивното здравје кај девојките и жените со цел намалување на морбидитет и морталитет. Ве повикуваме на редовни консултации и прегледи за да ги откриеме и превенираме причините за воспалителни состојби, хормонски пореметувања, предмалигни болести и состојбите кои доведуваат до стерилитет. Имаме добри искуства кај брачен инфертилитет со помош на комплементарна медицина, односно алтернатива со биопродукти. Вршиме едукација на животниот стил во пубертет и менопауза, прегледи и совети за нормален тек на бременоста и заштита од ризична бременост. Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Превентива Струга на улица Караорман наспроти Топшоп. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Кам, постојано ниски цени. Кисела павлака 180 грама, 15 денари. Ајвар домашен премиум 680 грама, 135 денари. Нескафе класик 3 во 1, 10 во пакување, 69 денари. Мајца со дол кракав 209 денари. Кам, купувај мудро. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони.
Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Господине Божиновски, продолжуваме со нашиот разговор. Подолг е од вашите пресконференции. Вашите се кратки, концизни, тоа ми се допаѓа. Не се развлечени. Кој ви ги пишува текстовите, кој ги подготвува? Точно да, овој разговор е подолг, поопширен. Можам да кажам дека јас сум така гледам да немам проблем ако, например, некој разговор е подолг или пресконференциите се подолги, меѓутоа треба да се држиме до оние стандардни норми, колку треба да трае една пресконференција, што треба да има, што треба да содржи во таа пресконференција, кратки се, концизни, директни, со прашања наменити кои што соодветствуваат на проблемот. Зад пресконференциите стои цел тим на прес-центарот, Центарот за комуникација, меѓутоа можам да кажам дека ето основниот терет или работа ми припаѓа мене, затоа што сепак последно треба да се одобри, да се провери текстот и тоа пак поминува низ неколку филтри, а последниот филтер нели е портпаролот. Тука значи целосната координација со PR тимот, со неколку луѓе кои што соработуваме, така што не е едноставно да се напише една пресконференција, затоа што вистина треба да стоиме цврсто на тој став и одговараме за тоа. Треба да се искритикува нешто или да се посочи на нешто, но не да се навреди. Значи гледам дека не споменувате многу често во пресконференциите имиња и презимиња, туку повеќе се однесуваат на локалната или на јавните предпријатија или на некоја установа, дали образовна или културна и така натаму. Значи го избегнувате тоа. Намерно предпоставувам. Да, добро предпоставувате. Не е коректно и не е добро да се нападне конкретно лицето на институцијата. Секако дека директорот, раководителот или оној кој што ја води е одговорен, се подразбира кој е, меѓутоа знаеме дека секоја институција си има раководство, си има раководен тим и не секогаш вината е од, да речем, директорот или раководителот. Така што ја повикуваме секогаш институцијата цела, зошто? Затоа што на крајот и сите се одговорни, меѓутоа директорот ќе ја понеси најголемата одговорност, но сите треба да бидат засегнати. Ако нешто не било како што треба, добро е тие да посочат. Не мора да ја посочат на опозицијата, меѓутоа добро е на раководното лице да му посочат, како што нас ни посочуваат. Дали тоа ќе е позитивно или критика. Значи, тоа е коректноста, тоа е големината на секој лице. Значи, и да се биде доблесен кога некој од својот тим ќе ја даде критиката, и затоа гледаме, значи, да ги насочиме работите кон целосната институција. Не значи дека се сите виновни, меѓутоа сепак кога веќе повикуваме,
конкретно повикуваме на или градоначалникот или директорот, некога се повеќе институции, може да и министерството, ресорното министерство, без кој да било фира, така што некојаш е неблагодарно да ја префрлиме вината или неодговорноста на една личност. Колку сте во корелација со претседателот на Општинскиот комитет? Дали претходно го консултирате за темата на пресконференцијата? Дали е запознаен со текстот на пресовите? Дали ви се случило некогаш некој прес да не го одобри, некоја тема, значи на некоја пресконференција, и дали треба тоа да го правите всушност или не мора? Секако дека имаме корелација. Јас кажав дека едно е да се биде портпарол, гласноговорник, а друго е еден цел пиар. Така што одобрувањето или разговорите одат во целиот пиар тим. Секојдневно сме во корелација со претседателот на Општинскиот комитет и секако дека информациите, текстовите, темите кои што излегуваат од самиот прес-центар се во корелација со претседателот. Меѓутоа, она што гледаме ние да го, како политичка партија, да го применуваме е тоа портпаролот, односно пиар тимот, односите со јавност, да не му бидат терет на претседателот, затоа што претседателот на Општинскиот комитет има уште многу милион обврски кои што треба да ги сработи. Затоа што се постои посебен пиар тим, прес-центар, луѓе задолжени за односи со јавност, кои што си ја водат таа работа. Се случило некои текстови да не бидат одобрени, затоа што во последен момент се сменала одлуката или информацијата која што сме ја добиле, нешто се спровело во таа информација, а текстот се пишувал претходно, така што имаме секојдневна корелација, одржуваме состаноци, нели, а и за да функционира секако што треба, мора да биде нивото на комуникација на најдобро ниво. На што имате најголема забелешка од раководењето на оваа локална власт? Еве, голем дел од тоа можеме да го видиме и слушнеме во вашите пресконференции, но сигурно има некои работи што досега не сте ги кажале, што допрва ќе ги слушнеме, можеби воопшто нема во јавност да се кажат, ќе се искористат на некој друг начин. Значи, што ви пречи? Нереализираност на некои проекти кои што се започнати или кои што воопшто не се започнати? Предпоставувам ги следите сите, можеби не можете сите, но сепак поголемиот дел од изјавите што се даваат во јавност, па што од нив одветеното е реализирано, што не е реализирано и така натаму. Значи, што ви пречи вам, мислам, како граѓани, ние граѓаните? Так, ние граѓаните. Секогаш излегуваме со некаква програма и на граѓаните им нудиме проекти. Она што најмногу предизвикува незадоволство и кај граѓаните, меѓутоа и општо целосната слика е кога тие ветувања не се спроведуваат. Значи, секогаш треба да се измери дали тоа ветување кое што ќе го дадеме е можно. 2 години локална самоуправа и она што може да го дефинираме, целосната слика пренесена од централно ниво, ништо не се разликува и на локално ниво. Партиски реваншизам, непотизам, огромен број на скандали, ветени, а нереализирани проекти, е една генерална слика која што ја може да се каже за оваа локална власт. Зошто тоа го така може да кажеме, да го подкрепиме? Скандалите кои што се случуваат на централно ниво се случуваат и на локално ниво. Ево, значи не секогаш ќе ги откриваме работите, нели, на пресконференции, некогаш и на гостувањата кои што ќе ги имаме во емисиите. Мислам дека законите не важат за оваа локална самоуправа. Зошто не важат?
повик ево до антикорупцијската комисија да испитаа дали функционерите на СДСМ на локално ниво доставиле анкетни листови за имотна состојба. Сите. И ако не доставиле, тогаш нека реагираат онака како што е пропишано со закон. Знаеме дека претходно градоначалникот немаше доставено, па нели реагираше антикорупцијска комисија. Ево сега нека провери дали и останатите функционери кои што се на локално ниво или советници во советот, не значи дека селективно, нека ги проверат сите, па да видиме дали има доставено анкетен лист за имотна состојба. Многу скандали, можам да набројам само неколку. Ке тргнаме во од образованието. Може би темата не е поврзана со локалната власт, меѓутоа зошто да се дозволи да се одземе франшизата на Институтот за филм, односно Филмската академија, и тој институт да се затвори. Таму имаме вработени, има студенти кои што не зеле дипломи. Не мора да значи ако нешто е од претходната власт дека не треба да се направи. Охрид треба да има своја приказна и да го развиваме туризмот. Охрид требаше да прерасне во град на филмот и мислам дека и централната власт и локалната власт треба да изнајдат и институтот да не згасне, односно Филмската академија, да си продолжи со работа. Кога сме кај школото Григор Прличев, поради неажурноста на раководството, е заборавено во системот на обврски да се внесе долгот на школото, а знаеме нели дека владата обезбеди средства со кои што ќе бидат префрлени на општините за надминување на долгот, особено за единиците за локалната самоуправа, а тука се мисли на образованието. И сега поради тоа невнимание, општината не можеше да ги искористи владините средства и имаше една и единствена шанса сега да го раздолжи училиштето и Григор Прличев школото да си почне со нула салдо, односно без долгови. Зошто тоа се направило, не знам. Кога сме кај тоа школа, зошто се укина ето паралелката, односно проектот за рано изучување на германски јазик. И сега уште е долг примерот на проблеми кои што може да ги наброиме. Платата со вработените. Знаеме дека се случи поради неажурноста на локалната самоуправа 3 месеци вработените во образованието да не земат плата. Значи не со однос со Министерството за образование и наука. Превозот на учениците останува уште една тема на проблем која што никако да се изнајде решение со кое што сите ученици ќе бидат задоволни. Тоа е кога сме во однос на образованието. Кога сме во однос на здравството, знаеме дека веќе одреден период лифтот на одделението за на одделението за педиатрија и интерното одделение не функционира. Понатаму, не функционираше ангиографот во кардиолошкиот завод во Охрид. Понатаму, една година се чекаше да се направи компјутерскиот томограф. Значи, серија на скандали кои што граѓаните ги гледаат. Ние и да не ги изнесеме, а тука сме за да ги изнесеме, значи кои што влијаат. Значи кога ќе дојде една власт, ветила проекти и таа треба да ги реализира. Ќе ни треба многу уште во емисијата за да ги набројуваме скандалите. Не, затоа ви реков само дел од што мислите дека Ево сега во моментов, значи и случајот со штетите со исплатата на земјотресите. Знаеме дека и таму се случи огромен скандал кој што како реагира тоа кај граѓаните и затоа мислам дека време е локалната власт да се фати за работа, она што го ветила да го спроведе, не да ги стопира проектите, туку да го реализира она што го ветила,
а граѓаните гледаме дека веќе не им ја даваат довербата, односно некако што претходно се надевале дека нешто ќе се смени во градот на подобро, туку напротив изнесуваат веќе јавни критики кои што мислам дека треба да ја замислат локалната самоуправа за она што спроведува или не. Така, рековме критика, но не критизерство, се што е изнесено да биде аргументирано. Веќе сме при крај на емисијата, начнавме повеќе теми, затоа што и вие и многу од нив ги обработувате на најразлични области. Ваш фах е образованието, затоа што вие работите во средниот стручен училишен центар Ванчо Питошевски. Таму сте професор по македонски, По македонски јазик и литература, да. И сакам да ве запрашам затоа што јавна тајна е дека секогаш кога политички си обоен, имаме некакви проблеми на нашето работно место, а вие сте пак лицето на партијата во Охрид. Дали сте почувствувале некаков притисок, некое негодување од страна на вашите колеги, затоа што сега знаеме дека на локално ниво се представниците од СДСМ? Точно така. Доаѓам од фелата на образованието, како просветен работник и секогаш кога сум присутен на работа и на работното место, гледам да си ги извршувам задачите, работните задачи обврски, онака како што треба. Впоручем и резултатите кои што ги имаме и по предметот кој што го предавам, но и како средно стручно училиште од угостителството и туризам, го докажуваат професионализмот не само мојот, туку и на останатите колеги во училиштето. Да искористам ето и оваа пригода, утре е патронатот на нашиот патрон на училиштето, Ванчо Питошевски, така што од 18 часот ве поканувам и вас и сите граѓани кои што сакаат да присуствуваат на свечената приредба и на коктелот, да дојдат да видат што подготвуваат нашите ученици, затоа што сепак Охрид е градот кој што живее од и за туризмот. Во однос на јавно јас ви го честитам пред време патрониот празник и уште многу успеси, уште многу ученици, затоа што секогаш тоа е болно прашање и болна тема за ова стручно училиште. Па се трудиме како училиште да потикнеме што повеќе ученици да ја засакаат струката и да се запишат во училиштето, затоа што, како што реков, гранката од која што може Охрид и да функционира и сега најповеќе функционира нели туризмот и угостителството. Не сум дал во однос на вториот дел на прашањето, не сум дал повод за никаква причина да имам некаков притисок. Нивото на нели функционирање рековте дека треба да го поткрениме. Така што, пак ќе речам, ако еден работник се извршува совесно својата задача и обврските кои што си ги работи не се спротивни на законот, тогаш верувајте дека нема да и онај притисок кој што е наметнат нема да се чувствува толку. Затоа што без разлика на власта која што е, и сите раководства кои што се дојдени, кои што го ето примерот на училиштето, сепак тие нивна работна обврска и задача е училиштето, а не спроведувањето на партиските обврски. Така што ако во некаков момент има некаков притисок, тогаш знам јас и соодветно да одговорам на тие притисоци, така што знаат тие дека штом веќе сум лицето на партијата и мислам дека внимаваат како се однесуваат кон мене. Господин Божиновски, за самиот крај, дали имате некаков материјален бенефит од тоа што сте под парол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, односно дали ви се плаќа за тој ангажман? Учеството во партијата и во структурите на
партијата секогаш е на доброволна база, односно затоа што идеологијата со која што секој, односно ето јас, се поистоветувам со идеологијата на партијата и можам да кажам дека материјален бенефит нема никаков. Она што ние или ето конкретно јас како член на политичката партија ВМРО-ДПМН, сите работи кои што ги правиме ги правиме од значи со наша желба, на доброволна база, се во интерес на партијата, на градот Охрид, на Република Македонија, значи се во само да се помогне во функционирањето, а не да се искористи некаков материјален бенефит. Никогаш не ми бил интерес материјалните средства, значи се она што сум го правил и ќе го правам и дали е во партијата или односно лично, било принцип на волонтеризам, така што не очекувам дека треба за нешто да се даде, да се подкрепи со материјално средство, туку мислам дека во овие тешки моменти во кои што се наоѓа нашата држава, дека треба да бидеме малку и похумани и посовесни, затоа што мислам дека сепак она идеологијата е многу поважна од материјализмот. До кога мислите дека ќе ве држи овој ентузијазам? По природа, значи, сум оптимист и мислам дека така и ќе продолжам. Верувам и во значи, политичката партија ВМРО-ДПМН и во председателот Кристијан Мицкоски, така што ќе ме држи долго време. Ви благодарам. Сигурна сум дека го задржавме и ние вниманието кај гледачите. До некој наредно видување во Лупа, а на пресконференција сигурно многу скоро. Точно. Имате ли веќе тема? Веќе многу теми чекаат и од она што денес ево можевме да видиме, посебно темата за неисплатените плати во детската градинка Јасна Ристевска, така што ето го искористивме со гостување во емисијата. Имаме теми и ќе останеме да бидеме коректор на власта и она што граѓаните сакаат да биде јавно проговорено. Да. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас за поканата. Прва категорија. Програми наменети за целата публика. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно